Сите ви благодарам на трпението, ви благодарам за тоа што не почекавте. Денес имавме една одлична средба со, слободно можам да кажам, мојот пријател, колегата од Министерството за внатрешни работи на Косово. Во рамки на билатералната средба која што ја одржавме, утврдивме основни податоци и информации и сето она кое што е потребно за комуникација и подобра соработка помеѓу нашите две држави. Констатиравме исто така одлична соработка досега, која што понатаму се надевам дека ќе ја подобриме и ќе ја фокусираме, се со цел да имаме побезбеден регион, се со цел да имаме вистинска борба против организиран криминал и се со цел да имаме по-ефикасен и по-брз трансфер на луѓе и економски стоки секако во рамки на граничните премини кои што ги имаме. 20 министри заедно констатиравме дека one-stop систем за побрз трансфер на граѓани е круцијален за во иднина да се овозможи и да се стави во функција да се интегрира најбрзо што може. Дигитализацијата која што и имаме како еден од основните пилари за во иднина во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи ќе биде насочена и во овој дел. Заеднички констатиравме дека нашите граѓани, особено во рамки на летниот временски период, и те како пофреквентно ги користат граничните премини и навистина сме должни како одговорни политичари да направиме се што е возможно овој граничните премини кои што ги имаме помеѓу Македонија и Косово да ги поедноставиме максимално, при тоа да се направи одреден компромис помеѓу соодветните безбедносни проверки кои што треба да се вршат и секако тоа да биде максимално брзо, се со цел да нашите граѓани можат колку што е можно побрзо да ги користат граничните премини. На денешниот разговор кој што го имав со мојот драг колега, констатиравме дека во наредниот период особено треба да се посветиме исто така на борбата против транснационалниот криминал и организираниот криминал. Кога станува збор за борба против организиран криминал, секогаш констатираме дека криминалците немаат никаков проблем да комуницираат максимално брзо и да ги превземаат сите оние нивни дејанија максимално ефикасно во рамки на нивната работа, поради што ние како Министерство за внатрешни работи треба максимално брзо исто така да одговориме. Кога станува збор за меѓуполициска соработка, политиката не треба да има никакви влијанија, на професионално ниво, оперативно и ефикасно треба да одговориме на сите предизвици. Така да нашата соработка само може да се продлабочува во овој дел, да ги заекнуваме нашите и постоечки добри односи, се со цел да имаме уште подобри резултати. Разговаравме исто така и на тема која што поврзана со дел на спроведување на обуки, поддршка во дел на симулирани вежби кои што треба да го кренат професионалниот капацитет на вработените во рамки на министерствата. Така да, со еден збор да заклучам, мислам дека имавме една одлична средба. Министер, морам да лично да ви заблагодараме вака и пред медиумите за тоа што мислам дека нашите две министерства во иднина само ќе ја продлабочуваат соработката и ќе остваруваме она наша цел која што имаме, а тоа е подобар живот на нашите граѓани. Ви благодарам и би оставил да збор 2 ви каже и мојот колега. Благодарам.